Обвинителите уште пред неколку месеци влегле во Агенцијата за разузнавање да проверат што таму се работело минативе години. Ова е информацијата која што можеа да ја споделат пратениците кои беа во посета и увид на сработеното во македонското разузнавање. Повеќе детали не можеа да се откријат бидејќи материјалите се веќе во предистражна обвинителска постапка или се класифицирани и нема можност за нивно споделување со пошироката јавност. Пратеникот на ВМРО ДПМН Љупчо Пренџов вели дека од разговорите во АР биле известени околу безбедносната состојба во државата и она што радува е што состојбата е стабилна. И тука обвинителството веќе извршило определена контрола и се она кое што е поврзано со случајот кој што ја бранува јавноста сите овие изминати денови, не би можеле повеќе да разговараме. Сепак она кое што е важно е да институцијата наречена јавно обвинителство на Република Македонија биде побрза, биде поажурна, бидејќи јавниот интерес за оваа тема е огромен и очекуваме и јас како гајанин, а потоа како носител на јавна функција да експресно се заврши целиот овој случај. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска вели дека поради тоа што материјалите се дел од обвинителска постапка, немале можност да извршат увид во се и таа потенцираше дека безбедносната состојба во Македонија е стабилна. Жал, исто како што го добивме и вчера одговорот, а тоа е дека јавното обвинителство веќе и во Агенцијата за разузнавање било, истражители од тоа обвинителство разговарале со вработените, имале увид во одредена документација која била побарана, а која што исто така беше предмет и на наш интерес, но од тие причини за жал не можеше да биде споделена. Поразговаравме и на други теми, како што најавив и пред влегувањето, кои се однесуваат на националната безбедност, на потенцијални евентуални закани. Предходно членовите на Комисијата за надзор на работата на АНБИР беа во посета и увид на работата на Агенцијата за национална безбедност. Ова доаѓа од како беше објавен скандалот дека во периодот од 2019 до 2024 година имало нелегално следење и преслушување. Според информациите, во прв ред најследен бил актуелниот премиер, тогаш лидер на опозицијата Христијан Мицкоски, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, контроверзната поранешна шефица на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска, бизнисменот Орце Камчев, новинари и други јавни личности.